зависно од тоа кога не гледате, или добро утро, или добро вечер, или добро попладне. Не знам веќе кој кога ќе не гледа, меѓутоа мораме да почнеме вака и да ви кажам добро дојдовте во уште едно издание на новиот подкаст и новиот серијал на подкасти насловени како Тивка врева. Време ме Тивко и време веќе некое време и се надеваме дека за одредени теми ќе дигнеме толку врева што ќе почнат и реално да ни се случуваат решенија поврзани со истите или некои поврзани акции поврзани со истите. Затоа што се вреви и се зборува за многу работи, а повремено или не се реагира за повеќето од тие работи или немаме реакција најчесто од оние кои што тоа треба да го прават, а имаме за тоа надлежни институции. Пред да почнеме со снимањето, денеска повторно дојдовме до тој некој момент со Фросина разговарајќи за неказнивоста и за системот и за сето она што се случува околу нас во оваа држава. И денеска ќе начнеме уште една тема, велам ќе начнеме затоа што мислам дека во 50 на минути, барем до сега од овие теми кои што ги обработувавме, не можеме да покриеме ни добар процент од она што треба да опати онаа тема и областа на која што се однесува, а денеска ќе зборуваме за она што се нарекува нешто специфично и она што се нарекува односи и врски или како поднаслов или како подтема адолесцентските врски и сексот. Ајде така да го наречеме. Со нас е Фросина Ивановска, психолог и сега по име презиме да кажеме ли само Бомба или Бомбакис? Кристијан Станковски. Ја вчера дознав дека си ти Кристијан Станковски. Да. Да ми кажеш некој овој човек сега Кристијан Станковски, ќе рече нема шанс. Па добро, сите ме знаат како Бомба, како Бомбакис, само ипак има и презиме. Сега имам проблем кога ве најавам, кога ги најавам луѓето од вашата фела, не знам како да ве најавам. Од нашата фела. Човекот со картоните, човекот од дечкото со картоните, инстаграмџи, инфлуенсер, многу ми не сакам да ме споредува, да, многу звучи лошо и не се осеќам кој инфлуенсер да сум него, имам пишано кај мене на профил дека сум вашиот реален гласник, не знам, на картони, нели? Само тивок, не зборам. Сега да те прашам Бомба, од каде идејата за Не, ова е веројатно најглупавото и најчесто поставено прашање, вчера дискутиравме тоа тие кои мене кои ќе ме прашаат, кои се вашите идни планови? Па да поживеем уште некој време, а понатаму и реално кога ќе ме праша некој тоа ми е да се фрлам од прозор од тераса. Затоа боје вака. Види, не постои веќе оригинален концепт никаде во светот, така да и твојот сега да не се лажи. Нормално, да, украден е. Меѓутоа, знаеш, имаш локален белег, локален жиг даваш на она што се случува. За нешто што се случува кај нас во општеството. Различно е Америка, различно е кај нас тотално. Така, како беше она да ти кажам, се пронаоѓаме доста од тие твои пораки. Сите се пронаоѓаме. Позајме му на другар пари за да не го видиш, нали? Како беше нешто да се скараш. Во тој смисол. Ајде да се вратиме, односно да започнеме, не сме ни започнале со темава. Фросина веројатно ќе ни помогне околу некои аспекти тука, бидејќи сепак е стручно лице кој што па не така види, кај нас се сите стручни лица. Не сите се експерти. Затоа е одредена мера имам отпор спрема многу големи звања, многу големи расфрлање со дипломи, со сертификати, пошто во праксата пак гледам дека суштинско е човек навистина да е посветен, да сака да го прави тоа што сака да го прави и да сака да го прави континуирано, да е доследен, што тука е стварно тешко. Да функционираш во ваков еден систем кај што зависи од некоја личност или зависи од обид за фаќање врски и така натаму, тешко е да задржиш навистина ниво на професионалност во тоа што го работиш и да имаш чувство на лична одговорност. Пошто многу знаеме да бараме изговори. Системот е ваков, ова не чини, ова вака функционира и заради тоа јас сега во ова моја конкретна работна задача ќе работам така. Проформа, површински и така натаму, зашто кога се работи со луѓе, според мене тоа е неприфатливо. Добро, за тоа ти претпоставам за тоа постои диплома. Сега како се добива таа во денешни услови, тоа е исто дискутабилно, бидејќи имаме па не знам ја, и доктори имаме за кои што многу минат ќе речат дека баш и не е така. И полесно се доаѓа до тоа, меѓутоа тука пак се враќаме на системските пропусти и она што треба, нели, да што споменавме на почетокот на емисијата дека треба да се реагира, треба да се поправат доста работи во општеството, ама не се случува. И тоа е. Ама тоа не е изговор да не се постапи, да не се помогне, да не се даде поддршка, да не ја сработиш твојата работа во рамки на тоа што е твој домен или нешто. А како можеме да очекуваме од некој што добил речено диплома на убави очи, ајде да не користиме стрбизми,
да биде одговорен и успешен и посветен кога прво дошол до звањето до кое што дошол на полесниот пат, како да речеме, или со скокнување на сето она што треба да го сработи. Потоа не можеме да очекуваме одговорност едноставно од такви луѓе и такви личности. Барем што знам, ја така го доживам тоа. Океј, ама тогаш па не става опозиција да, не знам, и чисто го имам тоа доживување кога се среќавам со луѓето кои што доаѓаат да бараат поддршка за семено наследство, бидејќи најмногу искуство имам во тој дел, да доаѓаат со недоверба кон било кој следен што ќе дојдат, без разлика кај тргнале прва во која институција, да дојдат и да бидат со недоверба. Сега им имаат огромна мака, им се плашат за својот живот, немаат каде да одат и плюс некако те гледаат, ама си викаат дали направив поголема белја со тоа што дојдов и сега дали ова може да донесе добро или пак уште полоша ќе ми стане ситуацијата. И тоа е нешто плюс на кое што можеби прво ние барем во тие специјализирани услуги што ги работиме прво да воспоставиме доверба и да покажеме дека стварно можеме заедно да дадеме некоја поддршка и да буткаме најмногу колку што може за да дојде до некаква конкретна заштита за почеток. Ке прошетаме низ овие теми кои што се однесуваат на односи врски, ова е директно сето поврзано на некој начин. Сакав само ти кажам и потоа доаѓаме до ситуации, го споменавме тоа во една емисија, како она во Кратово, каде што супругата ги уби и свекорот и мажот, да. Бидејќи едноставно мислам дека таа жена не добила поддршка и не била сериозно сватена никаде. И тоа не е само во овој сегмент. Тоа е, мене ме се налутија пред некој време, морам да ги поздравам. Не сум ги споменал, па да не останам должен. Луѓето од клиниката за оториноларингологија при градската болница 8 септември, доктор Васе, доктор Раде Филиповски, сите останати таму, Александра, бидејќи таму ме искара еден болничар дека често сум го критикувал здравството, зошто не сум одел да се лечам приватно. И имав една таква ситуација и сега често зборувам, не е така, не е со сите исто, меѓутоа во многу сегменти ние едноставно тоа што велиш немаме доверба и во многу системски елементи, затоа што јас имав непријатно искуство со, зборувавме за ова, немаш реакција од дотично министерство, немаш реакција од полиција. Полиција имаш реакција, полиција вика толку можеме. Немаш реакција од судски власти, немаш реакција од јавно обвинителство. И сега, знаеш како, опште тој момент дури па кај овие луѓе кои што трпат семено наследство или живеат во една таква средина кај што се напаѓани секој ден, а немаат реакција, не знам што да кажам, немам коментар. Што друго им останува? И затоа доаѓаме до најлошото на крај, односно до реакција на она што го споменуваме секој епизод очигледно, Майкл Даглас во Falling Down. Кога работите се земаат во своји раце, не треба да е така. Барем мислам дека сепак подобро ако се остави на институциите да си ја завршат работата, меѓутоа кога доаѓаме до ваква ситуација, веројатно луѓето најчесто не знам колку случаи си имала на сличен или на напад контра на жртва која што била насилен отпор се вика тоа. Како се вика? Насилен отпор. Насилен отпор. Кога некој што страда и долготрајно трпи насилство, се спротивставува, возвраќа, што може да дојде до ваква последица и тогаш најчесто случајот ќе го видиме во јавноста, иако претходно бил можеби познат локално, се случувало долго време, меѓутоа не се направило нешто за да дојде до заштита на таа жена, без разлика кои се можностите за заштита. Ама ја ќе те вратам назад на темата, пошто мислам дека многу поважно е уште во адолесцентските врски да се збори за препознавање и за прекинување, односно за неприфатливост на наследство во една интимна партнерска релација, затоа што ако уште од тогаш се случува да имаме и такви, мислам, доаѓаат и помлади девојки кои што бараат заштита или кои што можеби се преиспитуваат дали е или не е. Сите знаат да препознаат физичко наследство. Меѓутоа тоа обично не почнува така. Да те претепа некој. Почнува вербално. Па почнува како едно психолошкото наследство, една контрола, една љубомора, една изолација, кои што се многу суптилни и кои што во тоа почетно, како да кажам, ние сме цело време заедно, ние многу се сакаме, ние имаме многу заеднички интереси, може да се мешаат работите. Што немам потреба да се гледам со други, не мораш да се гледаш со други, ќе се гледаме само ние, избриши го профилот или не знам. Или ќе направиме заеднички профил. Така да, мислам дека многу е важно колку помлади се луѓето и колку понапочетокот во
во градење на тие искуства, научат да препознаат што е неприфатливо, што ги повредува, од што може да страдаат, бидејќи кај нас реално насилството е во голема мера прифатливо, нормализирано. Сакам да кажам, не се реагира така бурно, освен пак ќе кажам кога ќе видиме кога има ептен тешки физички последици. Ова го остави за крај, ама веднаш сега ми падна во очи да заврши податок дека во Хрватска во 93,1% од испитаниците, мислам дека се работи за адолесценти, не ме држите за збор, изјавиле дека извршиле насилство во врската. Може ли да е толков процентот? Или ние сме бомба, не знам, може некои пристојни момци? Ти кажам, најверојатно ние сме само ретките пристојни момци што се. Си дигнал рака некојаш на другите? Никад у живота и нема ни да дигнам. Колку и да ме изнервира, што и да ме направи. Кај машките важи еден, како да речеме, едно мото дека е најголемиот кукавичлук, мислам кај машките. Баш и не размислуваат сите така. Кај мислат дека покажуваат некаква доминација. Имав еден картон исто така, не си манго па го тепаш девојка, мислам, не. Многу е селјачки тоа, многу е. Така, никад не сум дигнал, а нема ни да дигнам. 93,1% извршиле насилство во врската. Што значи тоа? Удриле, напастувале, силувања? Па не знам сега точно што значи, ама не мора да значи само физичко насилство, може да значи и сексуално, може да значи и психолошко, може да значи и економско. Да, добро, имаме разни форми. Разни форми на насилство, тоа што се разликува насилството во возрастна релација, кога значи има повеќе аспекти изградени од ова адолесцентските релации, пошто тука многу улога играат и врсниците, и тој притисок од врсниците може да влијае да нешто почне и да трае. Да биде прифатливо нешто или да некој го издржува и го трпи. Значи поврзано и со врсничко насилство, сакам да кажам. Моќта и контролата кај возрастни луѓе поинаку се манифестира отколку кај адолесценти. Ама пак моќ и контрола е моќ и контрола. Значи да, тука кај адолесцентите има посебна една цела тема која што зборува за нивниот развој, да речеме, и како тоа се доживува. Па не само и кај насилството, зборуваме сега, кога зборуваме за врски, не почнавме како што треба поред тема, и рековме дека ќе одиме вака малку по спонтано. Дека, на пример, ова ми дојде некако лекција, па почнав вчера да се учам. Видиш, не размислува човек дека кога ќе кажеш односи врски, дека тоа може да се подели на 10 сфери, да речеме социјални, односи со родители, односи со браќа, сестри, тука се подзамислив сериозно и почнав да размислам кој моје другари изгубил родител, бил сам растен или само со мајка, или нема браќа и сестри, па зашто е ваков, зашто е онаков. Дека сето тоа влие на неговиот развој и дека понатаму во когнитивниот развој и слично имаме дури пречки и недостатоци. Или, не знам, доаѓаме до ситуации на луѓе кои што имаат проблематично однесување. Никогаш, можеби не сум размислувал длабоко за оваа тема, меѓутоа овде покажува некои испитувања дека луѓе кои што, односно адолесценти или деца или тинеџери кои што растеле со само еден родител се посклони на, не знам, девијантно однесување понатаму во животот или слично. Има и такви некои. Па не мора да значи. Не мора да значи, ама има ризици се, си носи ризици. Например, ако си у Македонија и растеш само со еден родител, веројатно дека ќе ти бидат некои работи отежнати. Значи, зависи сега колкава е социјалниот статус, колкава е економската моќ на тој еден родител, дали има поддршка, дали нема поддршка, кај сте живееле, ку каква средина. Мислам, се уште се среќавам од она што го слушам вака од луѓето што доаѓаат да бараат поддршка, со тоа дека избегнуваат да се разведат затоа што во таа средина нели детето ќе биде гледано вака или така, или ќе биде бележено, или дури во Скопје, тука во едно средно училиште што е нели градско училиште, девојчето кое што родителите се развеле да биде мета на исмевање и на булинг, ама изложена и на насилство во партнерската релација заради тоа што она е нестабилна емоционално затоа што се незините разведени и сега треба да го прифати него како најдобра можна опција зашто никој не би сакал да биде со нејзе и дека он може од тој аспект, од како ќе ја притесни, дека нели е фалична, условно речено, да ја прави што сака. А мислиме дека ова е веќе нормално? И разводите или не е баш така во урбаните? Па еве, очигледно не. Значи Балканот сепак владее. Очигледно не. Очигледно се тие некои, како ги викам јас, кои ќе почнат луѓе од вака едуцирани или не знам, да го збора тоа како по книга, не е тоа што го збориш како по книга, него дај да видиме како се однесуваш и какви се твоите вистински вредности. Пошто сега ја можам тука да земам да рецитирам
нели учебници, но суштински она што го гледам од пракса е дека не е баш така. Дека се уште си имаме некои такви стандарди. И сега пак се враќаме на онаа тема на оној моментот дали во училиштата се реагира од самите надлежни. Тешка тема. Да, ова го дискутираме. Тешка тема. И во некои случаи да, има училишта кај што реално се трудат и педагозите и психолозите, има види, јас сум бил лично сведок на ситуација во која што и директорки и ова велеа ќе се среди деца, сега тоа трае да речеме долго време. Не зборам сега за училиштето да не ме содат погрешно во кој што сме сега со моите деца, меѓутоа знам случаи во кои што така реагираат и тоа го оставаат на насилството секад носи моќ у позадина. И деца што прават тоа што прават, а никој ништо не може, у принцип има моќни родители у позадина. Па, вака многу често е пример тоа, барем вака од тоа што јас го слушам. Ова го зборуваме периодот, но завчера прв пат се соочи во судница Кецмановиќ беше? Не правам. Детето убиец во Белград, кој што рече дека за тоа директно ги обвини неговите родители. Пази, тој немал во моментов или периодов контакт со неговите родители. Претпоставам дека немал кој да му е полни главата, така да кажеме, адвокатска, не знам дали има некоја екипа и слично, меѓутоа тој изјавил дека директно татко му е виновен затоа што мислам татко му сега тој си му дале све уживал дека не е изградена личност. Рече дека нема пиштолите дома, ја немаше го направам ова никогаш. И мајка ми константно, не знам тоа што треба да значи, веројатно ти како психолог подобро ќе го протолкуваш, мајка ми цело време бараше од мене да сум најдобар. Трпев страшни притисоци, а да не беа пиштолите на татко ми, зборуваме за мојта, нели, кога веќе споменав, немаше да го направам ова. И сега тој трпел некаков булинг, така како што сум информиран и на крај решил тоа да го земе во своји раце и се заврши онака трагично како што знаеме. Бомба, ти кога си бил ајде да речеме тинеџер и адолесцент, малку и тебе те чепнеме. Добро. Какви врски, какви релации градеш? Имаш ли многу пријатели? Имаш ли така што те закачаа што ти вршеа булинг? Па имаше што не човек, знаеш, што ти најмирните секогаш беа. Секогаш го јадат. Ја бев тој немирниот во училиште, знам. Не. Во аспект можам само се извинам. У принцип сите сме се поштувале како мали. Имало доста дружба пошто сме биле многу, мислам, голема екипа. Али знаеш онако по старите ќе дојдат и ќе те пратат по вода или ќе ти дадат пари да купи од тоа. Ништо ќе јадеш кјутек, ќе јадеш шамари, да. Или ќе ти дадат пари, ќе ти дадат 100 денара, земи ми цигари и хамбургери и врати ми кусур, да, дромец. Да. Ама знаеш, не сум кажал никад, еднаш ми си има десено исто така, еден постар и као ај сега ме праќа 10 пати, 12 пати. И доаѓа, као сека, човекот пак да ме прати. И ја нервозен и у мене камен се враќав назад. И камен му ја свирнав еднаш, и тука на аркадата му ја пукнав. А постар од мене колку сигурно 10 години. Не, после отиде кај татко ми да се жали дека јас сум го тепал. Полошо. Да. Ама и ти доаѓа и така да, мислам, тоа што зборевме дека цело време трпиш нешто, трпиш и сега доста ме заебавате сега. И после не ме праќа по вода, по ништо устари. Добро, тоа на времето така се решаваше, немаше многу вклученост и на родители. Тоа беше, како да ти кажам, исклучено. Мораше да си ги решаваш кога зборуваме за врските односите, мораше меѓу себе, а ако е појако тебе посилен и реши да те тормози, немаш тука многу кредит да се жалиш, бидејќи ќе испаднеш па како. Да, ама и порано имаш она, знаеш, ќе ти го викнам татко ми сега, ќе видиш што ќе ти. Сега децата не се закануваат така, сега ти вика ќе те тужам. Па добро, да, сега се научен, сега е модерно време. Една шкерка ми ја скарав и ми рече, ова е семено наследство, можеме да те тужам за ова. И остана вака без зборови. Не оди баш кај што треба, така да некогаш и можеби деца премногу знаат или мислат дека знаат. А кога ги градеше оние први врски љубовни, да речеме, беше срамежлив, беше па да, но не ни знаев што да правам. Ја искрено само ми се свиѓа. Имам многу пријатели кои што се така самоуверени, што ти ја на 14 веќе имав Да бе, 10. Ја сум искрен и признам дека ја до 20 бев тутуле бале. Не, ја исто на колку беше на 14 или на 15 ми беше првата врска, ама тоа беше ај иди праша дали сака, ај нека ти каже назад, дали со како ти се свиѓам подводник? Со
Проводачи, со стројник. Леле стројник. Па после ај сака, па ај кај ќе идеме таму негде, ај на клупи, па темно, па не знаеш што да правиш, ќе дојде сееш. Интересно, си правите мовет, ништо посебно, сееш и на крај ќе се бациш само уста и тоа е тоа и кога ти си пресреќен дома. И не знаеш зашто те прашувам, затоа што те гледам дека ти си како мене си бил малце така, можеби ја бев срамежлив многу. Па исто, да. Тоа ти се пушта. Да се пуштиш на женска, тоа е како да ти кажам. Или погасно почнеме да подпивнуваме нешто алкохол за да се нели мораш да добиеш храброст, инаку не ја била работа. Денеска не се пие алкохол, денеска се и се што се случува. Сега свашта се дешава. Меѓутоа затоа зборувам затоа што има, видиш, тоа е Фрусина веројатно ќе го протолкува исто моментов. Имам пријатели кои што имаа буквално односи на 13-14 години. Мене тоа ми беше несватливо. Напредни биле тие. Ден денеска кога разговараме, тебе па ти што праеше? А мене и знам дека добар дел околу мене нема врска. Како стигнува до таа, како да ја наречам, емотивна зрелост, може да се каже? Тоа е тоа, да, емоционална зрелост. Имаат емоционална зрелост? Па сега најверојатно различна, Често се караме ние како родители, како детево моје, чекај бе малце, колку години има туку? Како може да е мојот е ваков, твојот е онаков? Мислам дека зависи многу од дома. Мислам дека зависи многу од тие односи со родителите или со најблиските луѓе кои што ќе постават некаков стандард за тоа што е релација, што е удобно, што е прифатливо, зашто за машки социјален притисок огромен е да имаш што порано, што повеќе девојки, мислам сега слична некоја генерација сме, така беше и тоа е тој двоен стандард. Девојчињата колку може да бидат покасно, а тие што би влегле порано се нарекуваат етикета со погрдни имиња, да, и се нели. Се окей, сите да ги поминеме. Да. Така? Да не го кажуваме. Да, гледачот ете така, за момчињата мислам дека пошто сега и ова што го зборуваше претходно за врсничкото наследство или во малото што се случува, дека момчињата не се поттикнати да зборат ако се срамат или ако нешто им е тешко или ако нешто ги измачува, ти сам си се справувал со тоа што тој треба да го среќаваш секој ден во малото и си бил сигурно и исплашен многу често или си правил стратегија од кај да одиш, како да поминеш, така? Ама не си зборел отворено дека се плашиш едноставно човекот и дека не ти е убаво да идеш човече секој ден по улицата кај што одиш, зашо денеска не знаеш што ќе смисли. Не, добро, тоа беше одамна скроз, тоа беа други времења, сега е скроз различно, мислам дека. Сега нема ни почит, нема ни ништо. Сега одма, ножеви, пиштоли, тоа. Не, сега да речеме помалку можеби присутно вака зборуваме за булинг на тој начин во училиштето, меѓутоа во однос на она што се случува. Па не знам Скопје дали има дискотека во моментов, не можам да го наречам дискотека се што се случува, меѓутоа лани имавме убиство на ракометар хрватски, три удара во глава пред дискотека и тоа ќе кажеш човек кој што е човек, млад човек, колку имаше 21 нешто години. Кој што е физички подготвени секако, буквално го убија. Значи се сваќа се некако, дали повторно ќе се вратиме на технологијата. Нема трпение луѓе од денес, не знам, имаат краток спој, за многу брзо им доаѓа и за тоа се дешава. А порано не било така. Порано краток спој, ама сега некако дали некако побрутално оди тоа. Побрутално дали технологијата, она што се гледа секој ден, што се консумира како содржина, и ова зборуваме често, меѓутоа влијае се веројатно и морам да констатирам, и сепак сум човек кој што е во ноќниот живот и во јавниот живот се движи многу често гледам дроги кои што консумирање на дроги, моменти на консумирање на дроги кои што водат кон еуфорија и кон пропаст. Популарни стана другите. Ја се вратам на прифатливоста на насилството. Јас сега на пример пошто имам мало дете и гледам се движам во такви локации, не во дискотеки, него во игротеки, на лулашки, дека се потикнуваат децата уште од градинка, ако те удри некој врати му. Значи нема полошо нешто од тоа на насилство да се одговори со насилство. Кај е крајот? Мислам, до кога ќе си враќаме, додека не се испотепаме. А ако реагираш кај учителката или кој немаш реакција со месеци, што му останува на тоа дете? Освен да го префрлиме во друго училиште, па таму можеби истиот проблем. Да, нешто друго. Не сме дискутирале вака отворено за ова. Како се решава? Сваќам дека не е едноставно да се реши. Бидејќи не можеш да го оставиш ни детето да трпи. Да страда, окей? Значи има различни нивоа на кои што родителот е тука да обезбеди дека нема да му се повтори, ако е нешто што не се менува, тогаш евентуално и тоа е во опција да го префрлиш. Значи разговараш и со родителот на тој кој што го врши булингот, да, и немаш реакција. Не разговараат дома родителите. Не знам дали го имаш ти тоа
чувство, веројатно повеќе имаш искуство. Збунувачки пораки се. Родителите едно многу читаат сега, има многу кратки информации, сите даваат кратки совети како да бидеш подобар родител, како ова да направиш, она да направиш, ама според мене многу е битно што правиш ти опште како човек, како живееш и како функционираш. Пошто они како модел не голтаат. Не е ја што ќе кажам треба да се прави вака, него да види онаја како се однесувам у таа и таа ситуација. И се мислам дека тука се збунети децава, пошто они им викаат ти врати им, па биди насилен, па не биди насилен, па се чекај малце. Каков да бидам? Знаеш, као, дали треба да препознам дека нешто не ми одговара? Што да правам кога сум љут? Што да правам кога некој ме повредува? Значи, тоа се ситуации кои што треба да се зборуваат. Едноставно. Да, меѓутоа, мислам дека сепак од образовните институции треба да тргне реакцијата, нели? Првенствено имаше еден клип денојуве, не знам дали го споменавме во некоја емисија, со едно, мислам дека дали е Скопска градинка или некаде во Србија. Буквално детево личи као има 5 години, 6, а се однесува како водач на клан. И мала се околу него, во позадина оди некоја Јелена Карлеуша, некој турбофолк, и овие другите само го гледаат као буквално е воџа, како да наречам. Да, по него идат. Генг, лидер of the gang, ајде, не знам, водач на бандата. И буквално е така детево и оставено и тука се гледа воспитувачките поминуваат позади, никој не реагира, и буквално сите ги мава ги тепа и тоа така останува. И се ако немаме реакција од самите училишта или од оние кои што се не можеме сега да ги опфатиме и училиштата и градинките, пошто може посебни теми за градинки и за училишта нели да се збори, ама во принцип мислам дека вреди мора да се направи обид и родителот да му покаже на детето дека има начин конструктивен да се обиде да се справи. Значи тоа сега доаѓаме до темата наречена врска, кога сме кај односи врски на родител со деца, така? Врска родител со дете. Колку е родител, скоро или речиси во секоја емисија доаѓаме на крај до таа поента дека родителите се оние кои што се најважни. Во целиот. Па за многу често доаѓаат и го носат детето на психотерапија или на советување, он е ваков или таков, ајде вие работете со него. Значи, они не ни зборат. Ние имаме контакт еден саат со тоа дете. А ти имаш 24 часа цело време со тоа дете. Што е тоа што ние ќе го направиме, а ти, нели, сака да избегаат од одговорноста едноставно. Еве ти тебе, он е ваков. Па да. Океј е за помош. Тоа е неспорно, меѓутоа и тие треба да се вклучат. Ама цело време бегаат и не знам зашто ги прават тие деца од одговорност, ќе излезат негде, ќе остават у игротека или нешто да си играат. Дете они се на телефон цело време или си прават кафе, нема тука мовет со деца. А на Инстаграм не знам, тоа треба жена ми да ја прашате, да и се јавиме. Мислам дека се трудам. Не можам да кажам дека сум добар, прв пат ми се дешава ова, ама се трудам. Не едно или на? Не едно, да. Сега 9 месеци, второто се надевам дека не знам, се надевам за брзо за да бидат разлика, зашто ја никад не сум имал, тоест немам ни брат ни сестра и сакам да има она затоа што мене ми фалело тоа. Значи ти си од оние кои што скокнуват, ово го прочитав тука во прирачникот, значи од оние кои што растеле без брат сестра, да. А сепак си се развил во една нормална и здрава личност. А добро. А мајте гледаш, ти фалело друштво веројатно. Сега не сум бил себичен и све, пошто знаеш, све ми дале на мене, све било за мене. Али тоа сум го капирал сега, кога живеам више со жена ми, со све. Морам да делам, морам да правам, да, баш кај сум малце возрасен и ги разбирам работите сега. Иначе сум бил разгален и ја да. Не викам не. Кога станаш родител, веќе тука мислам дека има едно чувство, барем кај мене се роди, дека ја сум најмалку важен сега во животов. Не дека не треба човек да се посвети време, меѓутоа добива сето тоа една друга димензија. Тука веќе некој има за кој што ти треба се да направиш. Грижиш, да. Ама на почетокот јавев како што им треба ми ја на жена ми на ќерка ми. Пошто жена ми све правеше, јас седев како глуп. Не знам што да. Ама тоа беше 3-4 месеци, до 3-4 месеци така. Сега друг е моветот скроз. Ти се раѓа таа татковска љубов. На што ќе учиш? На правилните вредности, оние што ги пишувам на картоните. И не на оние западњачки што не трујат со нив и што не ги наметнуваат со сила. Затоа и не сакам да влезем во европска. Да поштува, да има поштовање, да биде искрена. Затоа што е вистинска вредност. Има ти луѓе што и порнографија му е вистинска вредност. Да гледаш, кај нас по подкастиве се продава
малтене ситуации во кои што се зборува за силување како интересна тема, која што добива views, гледаност и така натаму и тоа е окей. А ова на пример ние што го правиме нема да има гледаност толку колку што ќе има тие работи, трачи може ќе допред оние до кои што треба, кои што се занимаваат директно и како стручни лица со оваа професија, може ќе се позамислат, така што некогаш можеби помали од... Ама и подобро е да се разговара вака на вакви теми него да празним овите, да си правиме чисто за да би гледаност. Ништо да биде да има почит према сите, да биде искрена, да биде она традиционалното да си го поштува све. Тие некои работи што се најбитни. Ако ја удрат или ако ја нападне машко, што ќе пречи? Ќе размислам за тоа, уште не знам, уште треба да размислам. Јас се доведов во ситуација во животот кога мислам дека не размислував. Ќе ми се спојат жиците. Како се вика тоа, афект? Да речеме. Мислам дека се доведов во еднаш скоро во таква ситуација и во тој момент да наистина човек тешко да одлучи да пресуди што ќе прави бидејќи како. Па не, па тоа викам. Како да вака правам, не само вака правам, смисла дека е процес. Дека е процес кај што треба навистина голем капацитет и енергија да употребиш за да го смириш она емоционалното прво што ќе дојде како одговор, за да можеш разумно и посмирено да постапиш. Детето ми е нападнато, чекај да размислам се. Не, окей, не. Прво нешто е да го заштитиш, да веќе не е повредувано. Сега понатаму различни сме сите. Да, треба до 10 да се брои, ама у тој момент Овде се зборува во еден посебно поглавје за тоа колку е важна храброста. Храброста да се изгради една врска или еден социјален момент. Многу од децата денеска, ја го имам тоа чувство и искуство, тешко ги воспоставуваат тие пријателски односи. Имаме деца кои што буквално немаат и пријател или другар близок до и на 15-16 годишна возраст. Се соочуваме и со тоа. Како дојдовме до вакви ситуации? Дали на времето ние, не знам, јас живеев во едно друго време во 80-тите, во кое што многу лесно се воспоставува контакти, не постоја телефони, не постоја, знаеш, денес се сведува и на тоа WhatsApp, Viber, не знам, Messenger, чуда врагови, и буквално деца и не се гледаат по неколку дена, како викаше керка ме, па се видовме денес каде на Viber. Се пишавме, па не сте се виделе. Зошто не излезете да прошетате, да разговарате? Дали технологијата не донесе до тој аспект на отежнување на воспоставување на социјална врска? Не знам, генерално мојот впечаток е за разлика што викаш од нашето детство дека многу поизолирано живееме, не знам, во минатото поише имаше тоа малскиот живот и децата беа тука. Сега треба да одиш да се договориш, да ги побараш, да се видиш, има многу недоверба, има страв. Ја гледам дека многу родители на деца на возраст кај што ние сами сме правеле работи, сега родителите ги придружуваат децата затоа што се исплашени и загрижени, што ќе биде, како ќе биде и така натаму. И сега колку е тоа добро, знаете, сега имавме една обука пред некое време за луѓе кои што работат со сторители на наследство, како да работат на нивниот татковски капацитети да го унапредат. И цело време беше поентата да се внимава на тоа што е моја потреба, а што е потребата на детето. Пошто мојата потреба може да не одговара на тоа што детето, може да му правам штета. Ја имам потреба да го заштитам или имам потреба да го научам на нешто добро. Ама како го правам ја тоа, за тоа дете може да има скроз спротивен ефект. Затоа треба да, знаеш, едно е што сакаме ние за нашите деца, а друго е што они носат како некој свој потенцијал и капацитет и како од целиот микс на работи што ние и не ги контролираме, ќе се изградат и ќе бидат тоа што ќе бидат. И сега вајде тоа е тешко да да се следи тоа, и да се остави простор за да не се држи детето можеби во или па да не се пременуваат некои воспитни методи. Секогаш дури и казнувањето и физичкото казнување родителите често ќе го оправдаат со многу добра намера или многу добра поента што сакале да ја постигнат кај детето за да му всадат не знам што. Ама што ние во суштина ќе му дадеме? Значи обично се зголемува отпорот. Па колку е поголемо детето, адолесценти или тинеџери, обично тука ќе се јават проблемите во релациите. Нели, пошто детето поише има контакт, има поише слобода, има поише самостојност, отпорот е голем. Меѓутоа, јас мислам дека од помали нозе може да се детектираат некои работи. Да се биде топол, да се дава љубов, а од друга страна да се имат цврсти граници кои што се постојани. Нели, попусливост да, меѓутоа не и занемарување. Не, казните да се граници, како, мислам, не физички, мислам дека сепак се многу важен елемент при воспитувањето. Не физички?
Пошто викаат ќутекото треба да те излезе не. Види, јас сум кажал и јавно тука во подкастот дека ги имам плеснато моите деца. Тоа е се случува. И татко ми се каеш, и татко ми исто мислам. Татко ни в наше време, татко ни тоа не било не тоа. Не дискутираше на оваа тема. Скине од ќутек, него било нормално. Тоа е тука јадеш две заушки. Да, и тоа е тоа. Клоца и така. И знаеш после дека подобро е правила да има. Значи да има правила кои што ќе се бидат воспоставени, кои што ќе се почитуваат од сите, уште од најмали нозе, отколку кога ќе дојде некоја ситуација и во кога е жижата, тогаш да се дава некое правило или да се дефинира нешто, кога апсолутно нема поента. Или кога е малце касно. Значи никогаш не е касно да се подобри релацијата, ама у принцип отколку помало детето е сигурно дека во овој однос со моите родители работите функционираат вака, има слобода, ама има и некои правила кај што се знае дека ова е... Правила, меѓутоа тие правила се постигнати, барем мислам дека со тие некои казни од типот на пример, нешто што е важно за телефонот. Ја ги признам моите грешки како родител, ќе му го земам телефонот после 20 и ти тука готово крај сватив на крај дека знаеш оној психолошки момент дека детето ја научи финтата и ја користи. Да, ти сам се погадуваш. Во секој он вика добро, нема проблем, земи. И дојде до таква ситуација, ќе ти го земам, не земи го и 3. И сега сваќаш дека тука ти како авторитет веќе си потврлил и дека не те гледа така како што треба, дека ќе го сваќа тоа као, или ќе се најде друг начин да... Ама и не е птен строго да се држат деца, пошто имам случај... Не, ама кај тие деца кои што беа вака казнувани, гледаме ефект. И се знае, ќе те казнам, добро, во ред, иди те слуша. Да. А ова вака или попустливост како моето, и дојдеме до ситуација, извините, прекинав. Да, не може. И не строго да се држат птен строго деца, пошто имам такви примери, имам другари што на пример почнале да вако на стари години да се занесува да пушат трава или нешто да прават, да конзумираат, пошто ги држеле строго и не им давале да излезат од дома и после кога они на стари години. Да. И тоа не е окей, нешто некој баланс треба да се најде. Кој е балансот врсена? Индивидуално е. Мислам, сепак ние сме личности изградени сега, ние можеме да работиме на себе и да се менуваме, ама не можам да станам јас сега, не знам, нешто што не одговара на мојот темперамент, на мојот карактер и така натаму, ама може да се мислам дека она што е вака ми остави впечаток и сега како родител, дека многу малце активно време поменуваме со децата. Дека све тоа у некое брзање, све негде се разносуваат, све нешто имаме ние некој приоритет. Време кај што само сме си со децата, си правиме некои работи, не знам, обични работи, поима неам, ама не ми врти главата на 200.000 места, него сум со тебе, те гледам, да видам што правиш, што играш, какво дете си ти. Него цело време со некоја идеја, со некој концепт, со нешто, што ќе правам, како ќе правам, така, само време со децата поминуваме. Мислам дека не достасува. И децата се срекни. Сега гледам дека многу почесто можеби баби и дедовци кои што ги зимаат, ги враќаат, кои што не работат, се опуштени и децата уживаат у контактот. Кај што, нели, возрастниот е тука за нив, стварно е тука. Не е со паметот како ќе поминам на тоа или што ќе правам следно, него Добро, тука има еден сегмент кој што се вели брз начин на живот, се нарекува така и тоа е она што тука повторно треба да се вратиме на тие некои општествени, да ги наречеме, ајде текови, па би имаш родители што работат сега како да го нападнеш или да го осудиш како родител, ако треба да враќа кредити, треба да работи две работи. Не го напаѓам. И не може да посвети освен, не знам, во недела па и во недела работат, па. Јас сум имал таа среќа да не морам така да функционирам и сум поминал многу време со моите деца и пак и покрај се не значи дека не сум имал ситуации во кои што сум требал да се обратам на за помош или слично. При воспитувањето сум грешил и така натаму. Меѓутоа гледам луѓе дека буквално немаат време. И сега и тој човек, не знам, се обидувам или жена, се обидувам да ги разберам, неш доаѓа. Има време со синот, ама или со ќерката, ама тој е толку исцрпен и психички, енергетски, секако и физички. И што останува тој однос нивни? Колку ќе остане? Саат 2 дневно, не знам, час 2. Абе 5 минути се и 10 минути се. Така имаме ние една едукаторка од Црна Гора, многу ми се допаѓаше. Имавме линија за родители која што функционираше, беше бесплатна и беше супер услуга, ама како нели секај нас ќе почне. Не постои повеќе? Не постои повеќе. Мислам, функционира, меѓутоа не функционира на начинот на кој што функционираше претходно. И е супер, многу е битно да има бесплатни услуги, ама да има бесплатни услуги кои што се квалитетни. Не бесплатни услуги кај што некој ќе ти се јави како ти да се јавиш и да одговориш, него навистина да е. И јас секогаш ќе се застапувам и ќе работам во такви бесплатни услуги, пошто има многу луѓе кои што сакаат да земат
пари многу за една индивидуална сеанса, меѓутоа мислам дека е многу битно кај луѓе кои што немаат да платат или луѓе кои што можеби нема да знаат кај да одат и што да прават, да имаат некој да ги поддржи у некој таков тежок момент. Кај што можеби малце ќе им треба некој да ги послуша и што викаш да покаже разбирање дека е невозможно со такво работно време, со таков работодавец, не знам сега, со што се соочуваат, да они изградат и да имаат квалитетен и да бидат смирени и да имаат разбирање за детето и здрав однос, да имаат здрав однос и да внимаваат ново и да внимаваат она. Тоа се нереални работи. Меѓутоа некој на нив да им посвети внимание, да биде тука едноставно за нив и да ги испочитува, да ги разбере што им се случува и колку е стварно тешко во такви услови да ти градиш релација и да даваш, не знам, да даваш пораки на дете. Тема, тука се споменува и се зборува многу и за раскинувањето како еден дел. И раскинувањето на врските претежно се однесува на добро. И пријателските можеме ги споменеме како такви и тоа знае да се одрази, меѓутоа раскинувањето во љубовните или во оние како се нарекуваат романтични врски. За романтичност тоа има цело едно поглавје ако тргнеме. Нема да стасаме до утре. Меѓутоа, бомба сакам да го прашам. Предпоставам си имал раскинувачки, така? Со женски со девојки. Верен бев и се... Така? Да. Ова. Не знам дали сме го кажале некаде. Не сум го кажал. Мислам, сум го кажал, знаат луѓе, сите нормално. Али имаше таква ситуација, али после тоа у делириум паѓаше едно друго. Па ме држеше доста месеци, да ти кажам. Али со луѓе, со пивото, што е мојот најдобар и најверен пријател, го преброди по тоа. Сега добар пример да. Па, пред 3 епизоди поред зборуваме за исто тони дени со Љоле зборуваме за злоупотреба на алкохол како посебен сегмент. Да, Ја не знам дека тоа така се вика. Злоупотреба, тоа значи дека можеби често злоупотребуваме, ама не умерени количини. Ние велиме употребуваме. Кои умерени количини после раскинување? Ај се Кого лажеш? Не, пази, ја имам количини, јас знам по себе и да кажам. Книга напишано имам кажано за тоа кога раскинав со вереницата дека се будев и заспивав со пиво. И у книгата си го имам кажано тоа што не лажам ја зашо да лажам. И така беше некој период. Али мислам дека треба време за да помине. Раскинување, мислам дека се едни од најстресните моменти во животот или да речеме неверства. Како вели тука за градење на еден здрав однос, само да ги прочитам, сега има како се вели тоа елементи на градење на здрав однос, а тоа се честност, почит, доверба, поддршка, еднаквост, комуникација. Една работа од овие да нема, па макар тоа било и не знам кој да го земеме како поврзани комуникација, не знам од кај да тренува, било што. Едно води кон друго, не комуникација води кон, не знам, не почита води кон неверство и така натаму и мислам дека тие раскинувања и тие неверства оставаат, знаеш, можеш и да изгубиш и близок човек и се, меѓутоа неверствата и раскинувањата некогаш оставаат страшни, па дури знаеме случаи за луѓе кои што си го земаа животот. Јас знам неколку такви случаи. Да, има и така. Има и таму. Значи, колку е важно и многу е важно, веројатно Фросина ќе каже веднаш да не како психолог, тоа го дискутираме неколку емисии дека многу ред ходат луѓето, знаеш, се уште иако живееме во 2024 година, табу тема е на психолог, да. Табу тема и секс уште да се збори денес, све е табу тема кај нас пошто сме заостанати со време. Али јас идев на психолог, нема што да се срамиш од тоа да си го кажеш. Па ми помогна, ми каже исто, тоа батали, иди дале, свеш. Нема што да ми каже. Ја одев искрено, нема едни сеанси, ништо не ми помогна во една тешка ситуација. Не, па и ја тоа сам да кажам. Твои, можеби, колешки или колеги, меѓутоа, не ми помогна и ја бе во слична ситуација. Не, мене не ми помогна. Али има некои ствари што сум бил на психолог, што стварно ми помогнали кога ја правев операцијата и тоа. Добра, ова е една ситуација со верењето и слично, меѓутоа кога беше клинец као дете, како ги доживуваше? Веројатно исто трагично, јас трагично, меѓутоа кога си помлад некако и тоа го пишува тука. Некако полесно го доживуваш тоа. Да, полесно. Иако е пократка врска. А што е полога врската, станува опасно после тоа. Да. Али ја трагично увек, пошто сум така, емотивен сум, ептен и кога ќе се врзам со некој сум као вага. И тогаш и сега исто, ама сега е окей, сега све е окей. Мислам дека созреваш со текот на годините со све, дека така емотивно созреваш све
и ги разбираш работите подругачие, ама мислам исто и мислам дека и она срцето што ќе ти направи, џабе ти колку и да го контролираш со мозокот, тоа е тоа, не знам нека каже. Како да го лечиме срцето овака? Како да го лечиме? Осен со пиво. Има една книга често што ги ја пијалци читам на и тие се ќерка ми, памет. се вика Скршеното срце. Многу сака да ја чита за малечката Мила, што не знам другарчињата ја откачиле и го лупнале сладоледот и девојчево сега како да го излечи, скажи многу е сладка и симпатична, не се шалам. Сакам да кажам дека многу е битно како се справуваме со тага, пошто многу често позади лутината стои тага. Били измешано. Или, окей, лутината е горниот дел површината, доле може да има срам, тага, разочарување, страф може да стои. Меѓутоа, тагата е многу битна како во семејството се збориме ли за... Пошто мислам дека тоа, кога сме ранливи, кога сме слаби, кога сме повредени, кога сме отфрлени, како реагираме? Дали се повлекуваме, дали нели сме лути, тогаш сме раздразливи, сме нервозни, мислам дека е многу битно да се збори отворено. Дека јас страдам, дека мене ова ме повредува, дека не знам, многу ми значеше таа врска и така натаму, ама како се збори, дали се збори, како се справувале и другите луѓе околу и дали уопшто се збори. Значи кај нас, не знам сега, мојата генерација немаше многу зборење за емоции, како се чувствуваш, што ти е, мислам, не во смисла на овие некои, како да кажам, помодерни, кратки формули како да се сакаш себе си, не мислам во тоа, него вистински онака да бидеш тажен бре, да плачеш дома. Ја не сум го видела на време татко ми да плаче. Тоа го зборуваме во првата епизода и си признавме сите дека јавно сме плачеле, ама не сме чести. Да. И јас сум плачел исто, само не у јавност, сега да земам или да рикам ко магаре. Тоа зборуваме сега пред другарите, ти си раскинал, замисли се плачеш. Ама имаше еден момент, така бев, не знам кој е, 20 години, 27, 2-3, да им се јам, вчера бев со нив, со другариве, они ќе потврда дека ги гушкав, плачев пред нив, као вика малиот, така го викаме, вика брат, тука локва солзи ми напреда. Си очува може да ми се десило и такво нешто пред нив да плачам. А како реагирале тие? А ништо ме теша. Така, и тоа ти се прави другари. 5 души ме теша, да. Има и такви што ги рече, не биди, Да, не биди вако, ама не, знае дека ми е тешко моментот, али после тоа утре денте имаше заебанци на моја сметка нормално. А толку било. И до ден денес. Али у најбитниот момент биле тука. Ама многу често луѓето доаѓаат на терапија или доаѓаат во процес влагаат кога се има разделба, развод или нешто такво се случува, често тогаш се јавуваат и бараат поддршка. Барем последниве години и тоа е супер. Зашто тоа е цел процес, што викаш ти мора, значи тука е социјална под. Секој си се справува како што си знае, ама се колку е тоа добро, колку ќе трае, дали е здраво, дали е здраво за тебе или не е здраво, и не мора на сите да им помогне психолог. Не мора сите да одат на психолог. Има луѓе кои што знаат да се справат на болен начин. Со твојата мрежа на поддршка и другарите, може тебе тоа ти е доволно, ме разбираш. Сега како рефренот на наша песна, диазепам, лексаурин, апаурин. За све си треба време. Ја мислам дека времето лечи се. Времето лечи се. Треба да помине време. Тој заклучок е сега тој период од времето додека да тече тоа време, да не биде 10 години дали со пиво, дали биде кратко, 2-3 месеци, 5 максимум, а сега па некој загуби полесно, некој загуби на вистина тешко. Да. Кога стана збор за врските односите, можеме да тераме вака уште 3 дена, ама за жал тука некаде полека, но сигурно привршуваме. Сега дали дојдеме до некаква поента и заклучок, пак се вртиме некако и доаѓаме до истите во круг и доаѓаме до истите моменти и во овој сегмент, значи во односот на градење на врски односи, колку е важна и околината, колку е важна колку се важни институциите, колку е важна психолошката поддршка или психијатриската поддршка, како е правилно, психолошка? И психолошка има и психијатриска, различни се. Добро, да, психологот се занимава со психијатарот е доктор. Психијатарот е доктор, да. Препишува терапии, да, а психологот ги поставува диагностика, а психологот е повеќе на разговорно ниво. Полага Фросина психологија на факултет, но меѓутоа филолошки. Баш не беше акцентот на добро. Меѓутоа некои работи ги знаеме, некои не ги Бомба, ти што си по струка? Ја инфлуенсер. Добро, што си? Да, земјоделски, јас сум земјоделец. Земјоделец си? Да.
Ети за земјоделските врски. Екоземјоделство. Не, па зашто ова е една од подоходувните работи, може бомба да се најде. Јас чим почнав на стари години дома да гледам авокада. Ја имам дома све така. Имаш колку време ти треба за да пушти плод? 2 години нешто читав? Па не пушта, треба да има цела процедура, не, треба да ги споиш 2 па 3. Ја имам мандарини, имам лимуни дома, све имам. Све сам си сам од семка. По градењето на здрава личност и ова е важно. Одгледувате мандарини, авокадо. Мислам, ме е интересно хоби ми е тоа. Од семки, така мали си ги гледаш и сега се тока да ти кажам, добре се. Фрусина, ти благодарам за присуството денеска во Тивка врева. Бомба, ти благодарам што одвои време. Знаеме дека си млад татко, знам како беше за мене одамна. За поканата. И да проговориме за некои теми за кои што можеби не сме зборувале, односно или не си зборувал ти во емисија, па ниту јас. Па да. А се однесуваат на односи, врски, градење на социјални љубовни врски, што нашаме се. Отидовме малку и на кај она семено насилство и насилство меѓу врсничко насилство, кој што посебно го обработувавме во Тивка врева и доста интересни теми за кои што време ми се надеваме дека ќе не слушнат и дека ќе имаме реакција и позитивна секако. Ви благодарам за гостувањето денеска. Ова беше уште едно издание на Тивка врева. Следете не, како беше она? Лайк, сабскрајб. Не сум ја од тој свет уште не. Лайк, сабскрајб, шер. Лайк, шер, сабскрајб, се. Субскрајб што би рекол еден инфлуенсер. И тоа е, бомба го знаете, заследете го, доста интересни пораки кои што пренесуваат, тоа ми се допаѓа многу кај него, пренесуваат вредности и добри, мудри пораки. Затоа што кај добар дел од инфлуенсерите денеска, богами, и не читам ништо, ниту вредно, ниту паметно. Тоа е друга тема, викниме да збориме. Ќе зборуваме и за тоа, а вие следете ни понатаму и уживајте.